Радио Слободна Европа пишува: двајца починаа во пожар во шума во Струмица, Македонија. Се смета дека се работи за подметнат пожар кој бил започнат како резултат на невнимание. Hindustan Times го споредуваат Струмичкиот со пожарот кој избовна во Шпанија само ден подоцна и зеде една жртва повеќе од Струмичкиот. Невниманието и непромисленоста повторно се сметаат како главна причина за пожарот. Француската Maxi Science објави: Македонија под оган. На југ 14 лица повредени во шумски пожар во Струмица, од кои 5 се во критична состојба. Според министерот за земјоделство Љупчо Димовски, пожарот е подметнат. И германските Морген Пост, Де Морген и Буйтеланд известуваа за Струмичкиот пожар, нагласувајќи дека пожарот е подметнат и дека покрај тоа што е изгаснат од бура кон крајот на ноќта, можно е негово повторно активирање. Српските медиуми Блиц и Б92 ја потенцираа инволвираноста на 7 деца кои беа за среќа полесно повредени од пожарот. Британските New Straits Times и Missing Crew направија паралела меѓу Струмичкиот пожар и пожарот што се случи истиот ден во Подгорица, Хрватска, кога еден пожарникар загина, а 1500 туристи беа евакуирани откако шумските пожари, подпомогнати од силните ветрови, избувнаа на Јадранскиот брег. И хрватскиот пожар, откако беше локализиран и изгаснат, повторно се расплантил наредното утро. Италијанската Метео Веб ја акцентираше на силната природа на огнот кој изби во Струмица, како резултат на кој починаа 3 гасачи на пожарот од здобиените рани и изгореници. Радиотелевизија Војводине и српската Б92 известуваа за големите пожари кои беснеа последните денови во пошумените региони во Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Веста за пожарот што беснееше во Струмица беше проследена и од францускиот РТБФ Инфо и полскиот Факту, кои ги нагласуваа силните ветрови како главна причина за расплантениот оган, кој што зеде 3 жртви, а 15 беа повредени. И покрај црните сценарија за развитокот на огнот, смирувачки е фактот дека пожарите во Струмица, како и на Балканот, се ставени под контрола.